Во текот на вчерашниот ден, министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, министерот за транспорт Милијана Киевски, како и директорот на УБК Сашо Мјалков поднесоа оставки. Како што наведоа во писмената оставка и како што ми кажаа во нашиот меѓусебен разговор при поднесувањето на оставките, понесени од намерата со своето повлекување да допринесат во нормализација на политичката криза во Македонија, сакајќи да остават простор да се расчистат сите обвинувања кои председателот на СДСМ ги фрли врз нив, со креираните телефонски разговори, најголем дел од нив сечени, монтирани и лепени, за кои самиот ми кажа дека ги прибавил од странска разузнавачка служба, и не сакајќи да бидат причина за понатамошна ескалација на политичките случувања, иако без било каква докажана вина се одлучија на ваков чекор. Се работи за личности кои во изминатиот период дадоа огромен личен влог во развојот, стабилноста и безбедноста на државата. Јанкуловска и Мјалков беа 8 години и 8,5 месеци на многу чувствителни и одговорни позиции, на многу ризични и тешки за раководење позиции. Позиции за кои никој досега не успеал да обстане толку долго и толку успешно. Покажаа неверојатна одлучност и решителност, храброст и пожртвованост, професионалност и патриотизам, смиреност и мудрост во едно исклучително турбулентно време на сериозни предизвици за државата. Покажаа неверојатна лојалност кон државата и спремност секогаш да застанат на браникот на татковината. Под нивно и на нивните колеги од МВР водство, граѓаните видоа како се бранат интересите на Република Македонија, како се прават реформи во Министерството за внатрешни работи, како се одговара и со каква одлучност на најсложените и најкомплицираните предизвици, како што меѓу многуте беше и последната исклучително успешна операција на полицијата во Куманово за неутрализирање на сериозна, вооружена и многу искусна терористичка група. Тие секогаш цврсто стоја зад интересите на македонскиот народ и на сите граѓани на Македонија, но и зад барањата и заштитата на безбедносните сили на Македонија. Тие се бореа за нив, а не испраќаа насилници да ги повредуваат или да ги навредуваат. Многу успешни акции и сложени операции се изведува во МВР во овие безмалку 9 години, со потписот и одлучноста на овие луѓе. Акции какви што никогаш досега се немаа случено во Македонија, со кои многу граѓани се гордеја и ќе се гордеат и во иднина кога ќе се навратат на нив. Голем дел од акциите со наредбите подпишани од нив ќе влезат во учебниците за безбедност на универзитетите, од кои идните генерации ќе црпат искуство. Тие заслужуваат почити заради нивната крајно цврста и одлучна борба против криминалот и корупцијата и операции во тој правец, кои драстично ја поместија Македонија на ранг листата на Transparency International во 105-то место на 62-то место во светот. Тоа е огромен напредок. Несомнено, нивното делување во овој правец ги донесе во ситуација да се трн во окото на секој криминалец, независно дали тој бил осуден или аболициран за криминал, независно дали се домашни, петоколонашки или странски непријателски служби. Тие знаеа дека со нивната одлучност на тој план секојдневно расте бројот на нивни непријатели и противници. Многу од нив мокни и спремни да возвратат, но беа одлучни во намерата да го исполниме она што им го ветивме на граѓаните. А тоа беше и е силна и непоколеблива борба против криминалот и корупцијата. МВР во овие 9 години стана синоним за успех на тој план и страф и трепет кај сите криминогени структури, а меѓународно пример за успешност. Секако тие не го работеа само сето ова самите. Секако дека сите нивни соработници дадоа огромен допринос, но сепак сите знаеа кој го презема ризикот за секоја крупна, ризична и сложена операција. Зато тие заслужуваат голема почит. Во нив имав и ќе имам огромна доверба. Милијана Киевски е министр со кого сме заедно во владата од 28 август 2006 година. Фанатичен работник, неверојатно брз и динамичен, експедитивен, стручен и чесен човек и министр. Човек кој помагаше секаде и секому каде ќе стигне. Многу ќе ни недостасува во владата. Неуморен работник,
кој во целиот овој период работи по 15 часа секој ден и не се штедеше ни за викенди ни за празници. Направи крупни реформи во ресорот кој го раководеше и ќе остане запамтен и меѓу вработените, и меѓу фелата, која на почеток гледаше на него со резерва пред се заради младоста и ненаметливоста. Но многу брзо разбраа дека имаат министер кој е голем работник, пријателски настроен кон секого, исклучително стручен и со огромна волја за помош и развој на градежништвото, патниот транспорт, авиотранспортот, железничкиот транспорт, телекомуникациите и сите други ингеренции кои беа под негова надлежност. Истовремено и стратег и голем оперативец. Министер кој создаде и остава зад себе многу дела, многу проекти и многу реформи. Покрај неговите законски обврски во неговиот ресор, тој беше најактивниот министер во кризни ситуации во државата. Независно дали станува збор за поплави, пожари, земјотреси, одрони на огромни свлечишта, снежни наноси или било која друга елементарна непогода. Миле Јанакиевски секогаш беше прв на чело на колоната за помош. Главен организатор на помошта на настраданите и санациите на штетите, координирајќи ги сите државни институции за пружање помош и интервенции во вакви прилики. Тоа го правеше до последен час во владата, заклучно со координацијата на помошта на лицата чии имот е оштетен во акцијата на полицијата во Куманово. Со својата упорност, креативност и стручност, успеа да реши огромен број на проблеми на илјадници граѓани на Македонија. Помогна на илјадници компании во Македонија кои вработуваат огромен број на луѓе. Растот на градежништвото во неговите мандати беше предводник на целокупниот раст на целата економија. За многу крупни проекти, како што се градвата на аеродромите, автопатиштата, регионалните патишта, локалните патишта, водоводи, канализации, жичарница, плажи, конкуренцијата и намалувањето на цените во телефонијата и многу други, стои неговиот труд и дело. Почитувани пратеници, на местото на Јанкуловска и Јанакиевски предлагам исто така способни и проверени кадри. Митко Чапков веќе 28 години работи посветено во Министерството за внатрешни работи на сите нивоа, почнувајќи од инспектор па до директор на Бирото за јавна безбедност, која што е функција именувана од владата. Исклучително искусен човек во професијата, со ниту една дамка во својата кариера. Јас подобро го запознав во последните неколку години, а особено откако е директор на Бирото за јавна безбедност. Многу одговорна функција, која со голем професионализам ја извршуваше. Тој беше дел од успесите на МВР во изминатиот период и одлично е навлезен во започнатите реформи во Министерството, но и во сите други активности на МВР. С обзир дека е човек кој одлично го познава Министерството, тој ќе знае да го извлече максимумот од секој поединец во Министерството. Покрај работата во јавната безбедност, извесен период има работено и во УВК. Има учествувано, а голем дел и раководено, голем број на крупни операции на МВР, кои завршиле со успех. Неговото образование, работно искуство, работливост и посветеност, навлезеност во активностите на Министерството, како и фактор што го запознав како успешен професионалец со висок интегритет и честен приход кон работата, се причина заради која го предлагам за министер за внатрешни работи на Република Македонија. Владо Мисајловски е актуелен директор на Агенцијата за патишта на Република Македонија, која во моментот води крупни проекти за изградба на 3 автопати во Македонија, голем број на градби и реконструкции на регионални и на локални патишта. Претходно беше државен секретар во Министерството за транспорт, каде организираше работата на сите покрупни проекти на Министерството. И од тој јагол, исто како и Митко Чапков, станува збор за човек кој одлично ги познава проектите на Министерството за транспорт, реформите кои се во тек, во секторите кои се во надлежност на Министерството, проектите од програмата на владата и нивната динамика на реализација. Имајќи во обзир дека ги познава и вработените во оваа институција, тоа гарантира дека нема да има никаков застој во реализацијата на програмата на владата во областа на Министерството за транспорт. Пред оваа функција, Мисајловски неколку години беше државен секретар во Министерството за надворешни работи, каде беше силно посветен на организацијата на ова министерство, во сите негови
ДКП и активно учествуваше во дипломатските активности на Министерството. Владо Михајловски има работено и во општината Центар на голем број проекти на оваа општина. И од тој аспект одлично ги познава и проблемите и предизвиците на локалната самоуправа. Неговото образование, искуство и високи стручни и морални квалитети, високиот степен на интегритет и посветеност на работата, големата динамичност и брзината, карактеристична за неговото работење, одговорноста и работливоста, се причина заради која го предлагам за министер за транспорт на Република Македонија. Почитувани пратеници, убеден дека ќе дадат одлични резултати во своето работење. Ве молам да дадете подршка на овие два предлога за министри во владата на Република Македонија.